Laudarul pripada sekullah na Allah Jalla Jalaluhu, na brojните и неизмерни благодети, салават и селам припаѓа на неговиот последен пејгамбер и миленик Мухаммед салаллаху алейхи ва селем, на негова чесна фамилија, асхаби табеин и сите следбеници на овој дин кои во добро го следат до судниот ден и потоа. Аллахумма амин. Се наоѓаме во еден благословен месец, месец кој пејгамбер салаллаху алейхи ва селем многу го величал и му давал посебна вредност. Тој месец е месец Шаабан. Овој месец Шаабан е 8 месец од хиџрески календар и тој е како навестување и како сигнал дека потоа настапува месец Рамазан и Шериф. Овој месец Шаабан пејгамбер салаллаху алейхи ва селем бил прашан за него. Усаме ибн Зейд ради Аллаху анху вели: култу ја Расулаллах, му реков на Аллаховиот пратеник, лем араке тасуму шехра мин шухур ма тасуму мин Шаабан. Аллахов пратенику, не те имам видено да постиш во некој месец од месеците како што постиш во месецот Шаабан. Значи, асхабите го забележувале пејгамбер алейхи селам дека тој во некое време повеќе се активирал и повеќе правил ибадет. Па во Шаабан посебно повеќе постел. Кал, одговорил пејгамбер Мухаммед селем: зака шахрун јагфулу насу анху. Тој е месец во кој многу луѓе се пасивни кон него. Месец во кој многу луѓе се пасивни од него. Бејне Реџеб во Рамадан, бидејќи тој се наоѓа во средината на месец Реџеб и Рамазан. Па кога настапува Реџеб, луѓето се активираат. После го гледаат Рамазан, а она што е во средина или пред нив го запоставуваат. А тој е месец Шаабан. Потоа вели: وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى اللَّهِ. Тој е месец во кој делата се креваат кај Аллах. فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ. Па јас сакам кога делата се креваат кај Аллах да бидам во состојба на постач. Делата се креваат кај Аллах, а јас сакам кога делата се креваат кај Аллах да бидам во состојба на постач. Овој хадис го бележи Ахмед и Несаи. Шех Албани рекол дека е веродостоен. Сега, што значи овој месец? Прво, пејгамбер алейхи селам спомнал дека овој месец многу луѓе се пасивни. Токму кога луѓето се пасивни, човекот да се посвети или да прави некој ибадет, тогаш има посебна вредност и посебно значење. Како што пејгамбер селем рекол: најдобар намаз, афдалу салавати, бада алфарида, салатул лејл. Најдобар намаз после задолжителните е ноќниот намаз. Зошто ноќниот намаз? Бидејќи луѓето тогаш се пасивни. Во ноќниот намаз луѓето тогаш се во состојба на спиење. И ако човекот, кога сите се пасивни, ти си активен, тогаш посебно имаш награда кај Аллах Джелле Джелалуху. Како што пејгамбер селем рекол: дуау сук, за довата во чаршија.
Довата во пазар. Дури награда 3 милиони. Се како 3 милиони? Вели пегаме со селем, мен дахале сук, кој кога ќе влезе во чаршија или во пазар и рече ла иля илля Аллаху вахдеху ла шерика ле, леху l-mulku wa lehu l-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, yuhyi wa yumit biyadihi l-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadir. Има дова за влегување во пазар или во чаршија. И ако човек ја рече таа дова пред да влезе во пазар, во чаршија, значи во место каде што има поголема толпа на собрана од народ, и кога има поголема толпа на народ, тогаш тие се зафатени со нивни работи, а ти во тој момент се сеќаваш на Аллах и ја учиш и изговараш оваа дова, ла иля илля Аллаху вахдеху ла шерика ле, юхи ва юмит бијадихи л-хајр ва хуа ала кулли шејин кадир. Вели пегамбер саллаллаху кутибет леху алф хасана. Му се пишува 1000 во 1000 добри дела. Тоа е стил на арапски јазик кој значи 1000 во 1000 милион добри дела. Му се бришат 1000 во 1000 гревови, тоа е милион, и му се креваат и подигаат неговите степени кај Аллах 1000 во 1000 значи милион. Зошто? Бидејќи во пазар, во чаршија, луѓето зафатени се со нивните обврски или со некои други обврски, дуњалучки, купување и слично. И ти во таа состојба, кога сите се пасивни, ти се сеќаваш на Аллах со дова, со спомнување на Аллах, тогаш Аллах ти дава посебна и огромна награда. И затоа месец Шаабан пегамбер посебно го величал и вреднувал и почитувал и ценел, бидејќи луѓето се пасивни. Бидејќи кога влегува по наше народно кажано уч айлар турски 3 месеци, луѓето почна нешто да прават. Сега погледот им е вперен кон Рамазан и во средината не го гледаат. Човек гледа она што било назад, она што било далеко, она пред себе не го гледа. А тој месец Шаабан. И пегамбер посебно постел во месец Шаабан. И второ, зошто пегамбер посебно го вреднувал и го ценил Шаабан? Рекол пегамбер саллаллаху хуа шахрун турфау фихи л-амалу ила Аллах. Тој е месец во кој делата се креваат кај Аллах. Делата се креваат кај Аллах. Што значи кревање на дела кај Аллах азza ва џеле? Како дела се креваат? Има дела кои се креваат на дневна база, има дела кои се креваат, воздигаат кај Аллах на седмична база, значи на неделна база, и има на годишна база. На годишна база, значи на годишно ниво. Подобро кажано. Хиџрска година започнува од месец Мухаррам и завршува со месец Зулхиџа. Година Григоријанска започнува со јануар, завршува со декември. Иманска година, ова што ретко човек може да го слуша и да го научи. Иманска година започнува со Рамазан, завршува со Шаабан. Иманска година започнува со Рамазан, завршува со Шаабан. Во Шаабан се креваат делата кај Аллах. Улемата вели кои дела? Какви дела? Вика делата на годишно ниво. Значи се што човек работел на годишно ниво, во овој месец Шаабан делата се изложуваат, се изнесуваат, се предочуваат кај Аллах азza ва џеле. Па јас вели пегамбер саллаллаху вели сакам кога делата се креваат кај Аллах да бидам постач.
бидејќи постот е голем врвен ибадет. Дела кои се креваат на неделно ниво. Тоа се дела во понеделник и четврток. Понеделник и четврток, вели пегаме селем, делата туарадул амал. Делата се изнесуваат кај Аллах во понеделник и четврток. И дневно кревање на дела кај Аллах е крајот на денот за дневното дело и крајот на ноќта за ночното дело. Сега овие дела кои се изнесуваат кај Аллах азza ва џеле, Аллах азza ва џеле не ги прима сите дела. Како што вели пегамбер салаллаху алейхи ва селем, за 15-та ноќ од Шаабан. 15-та ноќ од Шаабан, таа се вика лейлету нисф мин Шаабан, во книги е напишена како лейлетул бераат. Меѓутоа, тој назив не е шеријатски потврден. Меѓутоа, како ноќ постои. И тоа спаѓа во 17 март навечер или 15-та ноќ од Шаабан. Вели пегамбер саллаллаху алейхи ва селем: يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد. И овој хадис е веродостоен. Аллах азza ва џеле ги надгледува своите робови во 15-та ноќ од Шаабан. Таа ноќ, оваа година, спаѓа во четврток навечер, 17 март, 15-та ноќ од Шаабан. Кога Аллах азza ва џеле ги надгледува своите робови во 15-та ноќ од Шаабан, им простува на сите созданија, освен на мушрикот, на оној политеист, оној кој му припишува ширк на Аллах, и оној кој е мушахин, оној кој има омраза или ги прекинал односите со другиот муслиман. Во ова 15-та ноќ Аллах ги простува сите гревови, освен оној кој е мушрик и оној кој прекинал однос со другиот муслиман. И затоа кажавме дека еден шејх по име Саат ел-Атик вели, кога му дошол некој човек и му рекол: јас немам муабет со брат ми 30 години. Јас немам муабет со брат ми 30 години. А клања, пости, прави верски дела и бадети. Што му рече тој шејх? Значи тебе 30 години делата не ти се примаат кај Аллах. Тебе 30 години не ти се креваат делата кај Аллах. Зошто? Бидејќи пегамбер селем рекол: оној кој прекинал однос, неговите дела не се креваат кај Аллах. А оној кој одбива, доволно е човекот да му даде селем. А тој дали ќе прими или нема да прими, тежината му останува нему. Друго што е важен овој месец, Шаабан, тој представува сигнал и предподготовка за месец Рамазан. И пегамбер селем посебно го поставил, вели Аиша: ма раейтуху аксару сиямен минху мин Шаабан. Најповеќе што пегамбер постел од месеците во годината, покрај што постел комплет Рамазан, постел во месец Шаабан. Потоа, во овој месец, во месец Шаабан, се случи свртување и промена на киблата од Месџидул Акса во Ерусалим кон Месџидул Харам во Мека. Муслиманите во почетокот на исламот 17 месеци и 3 дена во намаз се вртеле кон Ерусалим, кон Месџидул Акса. И евреите почнале да приговараат. Овој пегамбер вели дека има посебна вера, посебна книга,
а се врти во молитва кон истиот правец, кон оној кој ние се вртиме кон него. И пегаме со селем правил дова на Аллах Азза ва Джеле да му го промени правецот со цел да се разликува од евреи. Аллах Азза ва Джеле во Куран за тоа зборува и вели кад наратакаллубуке вачуке фис сема. И ние гледаме, ти гледаш кон небото и очекуваш промена. Фавалли вачака шатара ал-месџид ал-харам, и од сега натаму во намаз врти се кон светата џамија, кон светиот храм, кон Месџид ал-Харам во Мека. И тоа се случило во овој месец Шаабан. Потоа Енес ибн Малик радијаллаху анху, асхаб и другар на пегамбер Мухаммед салаллаху алейхи ва селем вели кане муслимун. Енес ибн Малик кажува за состојбата на муслиманите во тогашно време. А тој живел во време на асхаби и затекнал поголем број од табиините од втората генерација на исламот. Вели кане муслимун ида дехале Шаабан, муслиманите кога ќе влезел месецот Шаабан, акбелу алел месахиф фекарауха. Кога ќе влезел месецот Шаабан, муслиманите во тогашно време веднаш почнувале да се дружат со мусхафите, почнувале да го исчитуваат Куранот, за да се припремат за Рамазан и Шериф. Ва ахраджу закате амвалихим, и го давале зекатот во Шаабан. Го давале зекатот во Шаабан. Таквиетен, бидејќи да ги зајакнат и помогнат сиромашните и слабите муслимани за постење на месец Рамазан и Шериф. Значи, како била пракса на поранешните генерации. Затоа, овој месец полека заминува, а пред нас е месец Рамазан и Шериф, во кој месец е Аллаховата книга објавена, месец на пост, на ибадет. Меѓутоа, ако човекот, како што вели улемата, Ебу Бекр ал-Варрак, Реджеп беше месец на садење, Шаабан месец на напојување, наводнување, а Рамазан е месец на собирање на плодови. Па ако муслиманот во Реджеп не посадил, во Шаабан не наводнил, не напоил, во Рамазан каков плод ќе собира. Затоа преостануваат уште неколку данови од овој месец Шаабан. Човекот нека пости понеделник и четврток, нека пости бели денови со цел да го навикне неговиот организам за потоа кога ќе влезе Рамазан и Шериф, да неговото тело биде привикнато, навикнато, научено на пост и на добри дела. Васидна Мухаммед ва алейхи